Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Ова се настаните кои информативната редакција ги одбра за денес. Останете со нас, започнуваме веднаш. Ке има ли нови странски инвестиции во Свети Николе? За 2 дена фрлени преку 40 тони сол и 120 кубика ризла на сите регионални и локални патни правци во Велешкиот регион. Годинава ќе се реконструира соборниот храм Свети Великомаченик Пантелејмон. Неофицијално погоните на поранешната фабрика Зелоп ќе бидат место каде ќе се реализира нова браунфилд инвестиција. Локалната самоуправа не ја потврдува оваа информација, но доколку тоа се случи, директно ќе се намали бројот на невработени во Свети Николе. Деновиве помеѓу Свети Николчани протече информација за влез на странски инвеститор. Неофицијално станува збор за браунфилд инвестиција. Погоните на поранешната фабрика Зелоп биле местото каде ќе се реализира инвестицијата. Од локалната самоуправа Молк ниту потврдуваат, ниту демантираат дека е можно Зелоп повторно да ги отвори вратите. Ако оваа информација на Свети Николчани се покаже како точна, тогаш во општината ќе се отворат услови за директно намалување на бројот на невработените. И доколку овие информации се точни, тоа значи дека продолжува процесот на влез на странски инвестиции. Македонија има резултати како што никогаш порано немала. Ние не планираме да остапиме од овој пат. Сосема напротив. Планираме да нагазиме уште појако и со уште посилно темпо. Тој што може да не следи, нека повели. Тој што не знае, нека гледа и нека учи како се работи за доброто на граѓаните и народот. Неделата која изминува во Македонија беа обелоденети 3 инвестиции. Велес, Прилеп и Скопје се општините каде ќе се реализираат. Индиската BRG групација стана собственик на просторот на поранеша порцеланка, во која ќе се инвестираат 30 милиони евра, каде ќе произведуваат главно производи од челик, а ќе бидат вработени 1000 лица. Во Прилеп влезе германски Акумпласт, кој ќе овозможи нови работни места за околу 400 лица, а во Скопје новата странска инвестиција е на италијанската ИКС Трейд, која работи во делот на онлайн тргувањето на светскиот девизен пазар. За 2 дена фрлени преку 40 тони сол и 120 кубика ризла на сите регионални и локални патни правци во Велешкиот регион. Повардарскиот регион не беше значително зафатен од снежниот бран овој викенд, но сепак јавното предпријатие има подготвена механизација и опрема да одговори на потребите на терен. Фрлена е сол и ризла на сите локални и регионални патни правци во Велешкиот регион. Од подружницата на Македонија пат, превземени се сите мерки и покрај зимските услови да се овозможи непречено одвивање на сообраќајот. Според планот за работа, зимската служба интервенира на сите патни правци со снежна падавина. Во текот на вчерашниот и на денешниот ден се потрошени негде околу 20 тона сол и 60 кубика ризла за автопатот Велес градско Стови и исто така за регионалните патишта на територија на општина Велес и на општина Чашка. Значи 20 тона сол и 60 кубика и за регионалните патишта. Во текот на денешниот ден интервенирано е исто така и на локалните патишта на општина Велес, и тоа за Раштански гробишта и за село Мамучево и Ванковци, и во раните утрински часови е посолено и градот. Повардарскиот регион овој викенд не беше значително зафатен од снежниот бран, сепак јавното предпријатие има подготвена механизација и опрема да одговори на потребите на терен. Имаме овој момент имаме големи резерви на сол и на песок, како што кажав, механизацијата ни е исправна, во исправна состојба е, луѓето се мобилни, така да мислам дека нема да има никакви проблеми за одвивање на сообраќајот. Силниот ветер кој дува во овој регион допринесува за брзано сушење на коловозите и се исклучува појавата на поледица на улиците. Во случај на посилни снежни бранови, јавното предпријатие располага со 17 возила за интервенции, се со цел да обезбеди постојана проодност на патиштата.
Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН својата агенда за собирање на идеи во рамки на кампањата на Македонија и треба твојата идеја вчера ја продолжи во Неготино. Секоја идеја со која се решава проблем или се подобрува квалитетот на живот е добре дојдена. Велат од подмладокот на владеачката партија кој вчера вечер во Неготино одржа исклучително успешна трибина насловена како на Македонија и треба твојата идеја. Неготинчани, верувајќи во партијата која и досега се покажа како отворена за соработка, споделија многу идеи. Подпредседателите на УМС, Арсовски и Ѓоргиевски, велат дека праксата да се слушнат потребите на младите и секоја добра идеја да заврши во изборната програма на ВМРО ДПМН продолжува и понатаму. Без оглед на актуелната политичка ситуација која што ни се случува во моментов, како што знаете, опозицијата се прави што е во нивни раци, повеќе од тоа да ги преде границите и да не го почитува договорот кој што веќе беше подпишан, но без оглед на тоа ние си продолжуваме со нашиот караван за собирање на идеи, да посветиме внимание на создавањето услови за нови работни места, малку да поразговараме за предприемништвото, но и она главното што ни е за успех на секој млад човек, тоа е образованието. Младите чувствуваат што значи посветено работење, затоа јакне довербата кон ВМРО ДПМН, вели Игор Јованов, председател на Неготинската унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Од секогаш програмата на ВМРО ДПМН се темели од граѓаните. Ние ги црпиме идеите од самите граѓани и конструктивните и возможните идеи ги реализираме за време на 4-годишниот мандат. Повеќе спортски објекти, влажување во образовниот процес, но и развој на предприемништвото, особено кај младите луѓе. Ова е тоа што и понатаму е приоритет за владеачката ВМРО ДПМН. На 16.1.2016 година во полициската станица во Неготино било пријавено дека ден пред тоа, на 15.1.2016 година, околу 14 часот во деловните објекти со магазински простор на Сковин, Винарска визба Скопје, лоцирана на патот кон село Курија до местноста викана Лопово, од засега непознати причини настанал пожар. Од пожарот биле опожарени и изгорени земјоделски машини, дел од кровната конструкција на објектот и друго. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес и се работи на целосно расчистување на случајот. Соборниот храм Свети Великомаченик Пантелејмон во Велес оваа година ќе подлежи на санацијски зафати. Ова го најави министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска при неодамнешната посета на Велес. Најпознатото дело на неимарот Андреа Дамјанов, соборниот храм Свети Великомаченик Пантелејмон, оваа година ќе подлежи на санациони зафати. Ова го најави министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска при неодамнешната посета во Велес. Санациониот процес е поделен во два дела, и тоа во делот на архитектурата и фреско живописот. Ке се најде сега во новата годишна програма, а тоа е црквата Свети Пантелејмон. Значи ќе се изработи проект во делот на архитектурата и ќе се врши конзервација на фреско живописот. Тоа се вака два значајни проекти кои што ќе бидат, се разбира, одобрени за оваа значајна црква Свети Пантелејмон. Црквата Свети Пантелејмон е изградена во 1849 година. Зографските, копаничарските и зидарските работи на црквата ги извршувале семејствата Рензови, Дамјановски и Зографски, Мијаци, родом од Тресонче и преселени во Велешкото село Папрадиште. Црквата е градена со базиликална форма, натрешноста е троборна базилика со големи димензии, но и просторна галерија од сите страни на катот, каде што се поставени и два помошни олтара, десно и лево од главниот олтар на црквата. Поради специфичната акустика, овој храм е познат и како македонска Миланска скала. Инвестициите во здравствената инфраструктура и опрема во здравството причина за подобрување на стандардите. Купуваат ли македонците нови автомобили? Вестите од Македонија. Инвестициски циклус од 150 милиони евра во инфраструктура и 100 милиони во опрема во здравството ќе придонесат за подобрување на здравствените стандарди. Во делот на здравствената инфраструктура, во тек е инвестициски циклус со вредност од 150 милиони евра. Дел од инвестициите се комплетно реализирани, а дел се во тек.
Меѓу позначајните инвестиции се новата универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, пуштена во 2011 година, новиот дијагностичко-ургојтен центар во клиничката болница Тетово, реконструираната општа болница во Охрид, реконструираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново во Велес, реконструирана поликлиника Букуреш, започната реконструкција на клиничката болница во Битола, како и на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид, а ќе започнат и градежните работи за реконструкција на општата болница Прилеп. Во делот на набавката на нова медицинска опрема, досега се инвестирани над 100 милиони евра со цел унапредување на квалитетот на здравствените услуги во сите делови во Република Македонија. Се повеќе нови возила се возат низ Македонија. Според податоците на Царинската управа, минатата година пораснал увозот на нови автомобили, а се намалил увозот на стари. Но и покрај тоа, бројот на стари увезени коли е за 5,5 пати поголем од увозот на нови коли. Според македонскиот стандард, лани граѓаните најмногу барале да купат германски половни автомобили по цена од 2000 до 6000 евра. Податоците од Царинската управа покажуваат дека минатата година во земјава се царинете 4244 нови автомобили, или околу 1200 автомобили повеќе од 2014 година. Во исто време пак во 2015 година според бројките на царината се увезени 23196 стари автомобили, што е за околу 6000 половни автомобили помалку споредено со претходната година, кога во земјава биле увезени вкупно 29558 употребувани возила. Бројката пак е товарните возила покажува дека во 2015 година речиси идентична била бројката на стари и на нови товарни возила, така што царините биле 1130 нови товарни возила наспроти 808 во 2014, а кај старите возила се регистрираат 1201, додека нивната бројка во 2014 година била нешто помала и достигнала 1179. Според податоците од европските производители на возила, изминатата 2015 година најпродаван автомобил бил Volkswagen Golf, на второ место е Volkswagen Polo, Renault Clio и Ford Fiesta. Триста припадници на германската полиција доцна во ноќта спровеле акција во Дизелдорф. Нов масакар во Сирија, нови 300 лица екзекутирани. Ова е светот денеска. Околу 300 припадници на германската полиција доцна во ноќта спровеле акција во градот Дизелдорф, во еден кварт каде што живеат поголем број на мигранти од потекло од Северна Африка, јавува ТАС. Полицијата соопштува дека акцијата била спроведена по добиените сознание дека во определен период од денот во овој кварт се среќаваат лица кои што се осумничени за кражби и за шверц на дрога. Операцијата била спроведена во услови на зголемени тензии во германската јавност по серијата напади вржени во Келн од страна на имигрантите за време на новогодишната ноќ и по зачестените барања за преиспитување на политиката на владата во Берлин за отворени врати за бегалците. Нов масакар во сирискиот град Деир ел-Зор, според сириските медиуми, убиени се околу 300 лица, цели семејства, наводно поради соработка со сириските воени трупи. Повеќето од жртвите во вчерашната целодневна екзекуција биле стари лица, жени и деца. Градоначалникот на Деир ел-Зор изјавил дека армијата успешно ја вратила контролата над градот, но жали што масакрот не бил спречен. Според странските медиуми пак, джихадистите држат околу 60% од градот. Тие исто така киднапирале над 400 луѓе, меѓу кои жени и деца. Извори велат дека телата на убиените биле фрлени во реката Еуфрат, додека преживеаните биле пренесени на територија под контрола на джихадистите. Ракометната репрезентација на Македонија вечерва го продолжува своето надпреварување на Европското првенство во Полска. Против домаќинот, нашите ракометари вечерва во 20 часот и 30 минути ќе играат за првите 3 поени во ова првенство. Во останатите надпревари Белорусија минимално го порази Исланд, а победи издвоја и репрезентациите на Норвешка и Франција против Хрватска, односно Србија. Ова се спортските вести.
Вечерва Македонија и Полска ќе се сретнат третпат на големите надпреварувања. Во претходните два меча нашата репрезентација славеше со 30:29 во Белград пред 4 години и со 35:28 во Вараждина во 2009 година. Пред самиот старт на мечот со Полска селекторот направи замена. Филип Лазаров го враќа во составот. Левиот бек ја надмина повредата на препоните и откако го пропушти делот со Франција, сега повторно е во составот на Ивица Обрван. Ќе го заземе местото на Жарко Пешевски. По Обрван вечерва ќе има само двајца пивоти на располагање. Надпреварот се игра во 20:30 часот. Катастрофален пораз за женскиот ракометен клуб Вардар. Нашите шампионки загубија од Будуќност со резултат 31:19, пораз кој беше најавен практично по само 10 минути игра. Вардар ќе имаа стартно водство од 2:1 за серијата од 7 голови на домакините да го стави црвено-црниот состав во незавидна ситуација и негатива од 6 гола. Будуќност со одлична одбрана на полувреме замина со предност од 8 гола и резултат 16:8. Со серија од 5:1, Вардар ќе посамоуверено го започнаа второто полувреме, но црногорките не дозволија да им излетаат работите од контрола и постојано одржуваа негатива од 4 до 5 погодоци. На крајот Будуќност ја запечати победата со нова серија голови за конечни 31:19. Марта Ждерик за црногорките имаше фантастични 19 одбрани, додека Цивијик запиша 7 погодоци. Кај Вардар најефикасна беше Маја Сокач со 5 погодоци. Македонскиот шампион МЗТ Скопје Аеродром го претрпе 12-тиот пораз во регионалната кошаркарска АБА лига. На гостувањето во Загреб МЗТ Скопје загуби од Цибона со 68:62 во надпреварот од 20-тото коло. Американецот Флорен со 18 постигнати поени беше творец на победата на загребската екипа, додека кај МЗТ Скопје капитенот Дамјан Стојановски и Ѓорѓе Дреновец со по 14 постигнати поени беа најефикасни. Металците немаат премногу време за одмор по напорниот меч во хрватската престолнина, со оглед на тоа што веќе в среда ги очекува голем дерби меч во домашното првенство и тоа на гостински терен против најголемиот засега ривал во борбата за титулата Карпош Соколи. На првиот меч од 13-тото коло од првата лига кошаркарите на Кожув го совладаа тимот на Струмица со 81:62, со што успешно ја почнаат 2016 година, во која влегуваат со големи амбиции за вмешување во борбата за еден од двете домашни титули. Со оваа победа Кожув има скоро 7-6, со што останува во игра за пласма на третата позиција на табелата пред вториот дел од сезоната, која носи привилегии за завршниот турнир од Купот на Македонија. Струмица пак со учинок 3-10 се подалеку од посакуваната шеста позиција. Ново ангажираниот Александар Радулових со 22 поени и 8 скока беше најдобар во победничката екипа, додека македонскиот репрезентативец Владимир Брчков постигна 18 поени за тимот од Кожув. Ефтим Богоев со 21 и Диме Тасовски со 14 поени беа најпрецизни во составот на Струмица. Кумановци со одлична игра му го нанесоа осмиот пораз на Работнички, тоа со убедливи 83:67. Тимот од Градски парк не можеше да се справи со брзите контри на Кумановци предводени од Костовски и Караджовски. Најновото засилување на Куманово Ракочевик го отвори резултатот. Репрезентативниот тандем Бојан Трајковски и Александар Костовски беа нерешлива енигма за Работнички. Двајцата заедно постигнаа 53 поени. Трајковски запиша 28 поени и 8 скокови, а Костовски средбата ја заврши со 25 поени, 6 скока и 5 асистенции. Кај Работнички најефикасен беше Александар Стефановски со 24 поени. Кошаркарите на Голден Стейт го претрпеа четвртиот сезонски пораз, втор на последните 3 надпревари во НБА лигата. Шампионот загуби со 113:95 на гостувањето кај Детройт, а овој пораз значеше дека на половина сезона има 37 победи и 4 порази, само една победа помалку од рекордните достигнувања на Чикаго Булс и Лос Анџелес Лейкерс, кои во овој период од сезоната имаат скоро 38-3. Стеф Кари постигна 38 поени, Клеј Томсон 24, но нема голема помош од останатите кошаркари, како на пример од Дреймонд Грин кој постигна само 5 поени.
Германската скијачка Викторија Ребенсбург славеше денеска во слаломската трка во швајцарскиот Венген. Ребенсбург победата во денешниот слалом ја оствари со време од 1 минута 16 секунди и 94 стотинки и освои 100 бодови во светскиот куп. На второто место заврши Ана Древ, која зад првопласираната заостана 94 стотинки. Третото место го зазеде италијанската скијачка Федерик Бриньоне, која зад победничката имаше заостанување од 99 стотинки. Водечката во генералниот пласман на светскиот куп Лара Гут го освои 19-тото место, додека второпласираната на оваа листа Линдзи Вон се откажа во второто возење. Норвежанецот Хенрик Кристоферсен победе на слаломот на истата локација, а најдобриот скијач на светот, австриецот Марсел Хиршер, остана без бодови. Времето денес претежно облачно, ветровито и студено со повремени врнежи од снег со послаб интензитет. Температурата во интервал од -3 до 5 степени. Еве ги деталите. Со оваа информација го завршуваме и последното информативно издание за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!